Американскиот рапер и музички магнат Шон Комс, познат како Диди, веќе 2 месеци е во притвор под обвинение за рекетирање, трговија со луѓе и други кривични дела. Исто така тој се соочува со сериозни обвиненија за сексуална злоупотреба и силување. Нови детали за неговиот случај излегуваат на виделина речиси секојдневно, вклучително и шокантни наводни случувања на неговите познати бели забави, каде што тој наводно дрогирал, малтретирал и тајно снимал жртви. Во документарецот на TMZ "Падот на Диди", увид во забавите Off Freaks, се појави жена која тврди дека била на една од тие забави. Таа навидува дека на настанот имало малолетници. Пејачката Танеја Валас изјави дека била поканата на една од забавите на Диди од саудиски принц, кој и го платил летот од Лос Анџелес до Мајами. Според неа, таа била сведок на групни сексуални дејствија во кои учествувале луѓе кои изгледале пијани и дрогирани. Според TMZ, забавата траела цела ноќ. Валас исто така рече дека видела мали луѓе на забавата облечени како Харајуку Барби, што е алтер егото на познатата раперка Ники Минаш. Подоцна сватила дека овие мали луѓе се всушност малолетни кои биле обкружени со возрастни луѓе. Иако не била сведок на недоличното однесување на возрастните кон малолетниците, целата ситуација ја вознемирила. Адвокатите на Диди брзо реагираа и ги негираа нејзините тврдења. Госпогицата Танеја Валас нема никаков кредибилитет, а забави и малолетници се откачени нејзините наводи за целосно лажни. Како што рековме претходно, господин Комс нема да одговори на ниту еден обид за привлекување внимание. Господинот Комс има верба во правосудскиот систем и вистината ќе излезе на виделина. Обвинувањата против него се чиста фикција, велат адвокатите. Александар Митевски и Драган Спасов Дац уште еднаш успеа да ги освојат симпатиите на публиката, а овој пат повеќе им беа наклонети жените. На 5 годишнината од излегувањето на нивниот хит "Уште ми фалиш", тие снимија и промовираа женска верзија од песната и спотот. Омилени меѓу македонската публика и нивните пријатели и соработници, вчера вечер со убав повод на едно место собраа дел од скопските урбани ликови, како и дел од оние кои се појавуваат во нивните спотови во машката и женската верзија. Со многу гости, убаво расположение и искрени насмевки и многу емоции беше промовиран спотот и песната за женската верзија на "Уште ми фалиш". Како што изјави Дац на почетокот, ова е првиот ремейк на спотот во Македонија, за кој немале проблем да ги договорат сите дами кои биле поканети. Женската верзија ја испеале Билјана Ѓошева и Билјана Драгичевиќ Пројковска како главни вокали и Вера Јанковиќ и Маја Грозановска како придружни. Во женскиот спот се појавија дури 32 дами, меѓу кои Виолета Томовска, Росана Сарич Тодоровска, Јелена Жугиć, Живкица Каленикова, Билјана Драгичевиќ Пројковска, Вера Мештеровиќ, Вера Јанковиќ, Дани Димитровска, Рисима Рисимкин, Индира Кастратовиќ, Маја Грозановска Панчева, Билјана Ѓошева, Маријана Станојковска и други. Ламбе Алабаковски е роден на 15 ноември 1987 година во село Љубојно, Преспа. Тој покажал интерес за музиката уште како дете. Станал познат откако победил на М2 продукција Плей потрага под звезди 2004. Неговиот прв хит бил "Спаси ме", компониран од страна на познатиот македонски композитор Дарко Димитров. Заедно со него биле откриени и новите М2 звезди Елена Ристевска и Александра Пилева. Во 2005 година тој ја снимил својата втора песна "Каде песно моја", компонирана од Славе Димитров. Во 2005 година тој заедно со Александра Пилева отпатувал во Брашов, Романија, каде учествувал на фестивалот Golden Stack. Во октомври истата година учествувал на домашниот фестивал Макфест, каде ја промовирал неговата песна "Ех да можам". Алабаковски се надпреваруваше на македонскиот избор на песна за Евровизија Скопје Фест во 2007 година. Тој ја изведе песната "Бело е се", која е напишана од Елена Ристевска, а компонирана од Роберт Билбилов. Исто така, Алабаковски се надпреваруваше на истиот фестивал во 2008 година со песната "Земјо моја".
На свеченост што се одржа во Македонската филхармонија им беа врачање на добитниците наградите 13 ноември за придонес во развојот, севкупниот напредок и афирмација на градот Скопје. Од областа на науката, добитник на наградата 13 ноември е професор доктор Драги Митревски за посебен придонес во истражувачката научна и едукативна дејност поврзана со Скопје, како и со меѓународна афирмација и популаризација на културното и историско наследство на Скопје. Од областа на науката добитници се Ана Мартиновска и Жарко Иванов за научна книга Тажачките песни од скопскиот земјотрес во 1963 година, која представува особено значајно остварување во областа на науката и книжевноста со обемна архивско-документаристичка вредност врзана за Скопје и скопскиот земјотрес како еден од клучните мигови од културната меморија на градот.